Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денес имаме една нефролошка тема, поврзана со здравјето на бубрезите и уринарниот тракт кај бебињата и малите деца. На кој начин се поставува диагностика кај бубрежни болести. На оваа тема ќе зборуваме со денешната гостинка, професор доктор Дафина Кузмановска, нефролог од Клиниката за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Добро најдов, педијатриски нефролог. Педијатриски нефролог, токму така. Има голема разлика. Сега и ќе потенцираме во што се состои таа разлика. Дали бебињата се раѓаат со оформени бубрези, дали нивните бубрези се разликуваат од оние кај возрастните? Па да, значи за да го објаснам ова, да, би кажала како тоа оди по пренаталниот живот. Так. Значи, формирањето на бубрези рано настанува во првите недели на интраутериниот живот, негде меѓу 9 и 11 недела пренатално, така. Значи плодот кога е 9 до 11 недела, веќе се јавува, уринира плодот и практично тоа треба да се знае дека плодовата вода всушност во најголем дел се должи на уринирање на плодот. Так. Значи тоа е всушност урина. Плодот интраутерино плива во таа течност, амионска течност. Може би се извинувам што ја прекинувам, на самиот почеток можеме да видиме, имаме всушност една ехо снимка на која што е прикажано како фетусот уринира. Така. Можеме да ја погледнеме. Значи на самиот почеток тоа се случува помеѓу 9 и 11 недела. И гледајќи ние плодовата вода и количината на плодова вода. Ова е другата снимка, ова се, ако не се лажам, бубрезите кај бебе. Или ова е неонатална снимка, имаме уште едно видео. Добро, ќе го пуштат во текот на разговорот. Во ред, значи од количината на плодова вода, уште пренатално ние индиректно можеме да се ориентираме и за бубрежната функција. Так. Значи дали е таа абнормална или е нормална. Имено, има заболувања кои што одат со зголемена количина на продукција на урина. Така. Ние тоа го нарекуваме полиурија. Така. Тие деца имаат, може да се сретне кај нив полихидрамнион. Значи, тоа е премногу, повеќе од нормално плодова течност во интраутериниот живот. Така. Обратно, кај други деца, кај кои што двата бубрега се засегнати од заболување, најчесто се тоа вродени заболувања, каде што е нарушена функцијата на гломерулна филтрација, тие не може да создаваат урина и кај нив има помалку плодова вода. И тоа го нарекуваме олигохидрамнион. Значи, тие наоди се патолошки во тек. Еве ги сега инсертите кои што покажуваат како всушност фетусот уште многу рано на мајката уринира, така е веќе поголемо, да. Поголемо бебе овдека. Да, точно, отидовме. Се убедивме како тука веќе се гледаат и други работи, веќе 17 до 20 недела многу убаво се прикажуваат бубрезите во пренаталниот со пренаталниот ехо скрининг, пренатален ехо. Се гледа нивната структура, нивната позиција, се гледа дали има дилатација, хидронефроза. Значи може се постави некоја диагностика доколку има некаков проблем уште тогаш. Па се разбира, не за сите болести, меѓутоа за еден добар дел се поставува, ако не диагноза, оно сомнение, уште пренатално. Значи, она што пренатално може да видите, тоа е дали има дилатација на канален систем, дали има бубрек, дали нема бубрек. Некои деца се раѓаат, имаат генезија, немаат еден бубрек, да кажеме. Дали има дилатација на канален систем, дали има мочен меур кој што постојано се прикажува, што исто е индикација дека можеби се работи за аномалија, се гледа структурата на бубрежниот паренким. Значи многу работи може да се видат уште пренатално и дали има полихидрамнион или олигохидрамнион. се тоа елементи кои нас ќе не наведат и дека можеби кај таквото дете се работи за бубрежно заболување и така и се вели, затоа работата треба да е тимска. Значи во тимот кој што уште пренатално го испитува детето и донесува одредени одлуки за понатамошното водење, секако е и педијатрискиот нефролог, покрај гинекологот, неонатологот. Најдовна една информација дека антенатална хидронефроза се јавува кај 5% од сите бременности. Сега тука родителите знаат да го постават прашањето дали моето дете после раѓањето ќе има нормален живот. Кој е одговорот на тоа прашање?
Прашањето, како што ми го поставивте, е многу општо, не само 5%, почесто се наоѓа. Так. Антенатална пиелектазија, велат они, во која што се мери диаметерот на легенчето, пиелоно. Тоа може да значи болест, но не мора да значи. Многу е различно дали се јавува на двата бубрега или само на едниот. Ако е на едниот, во принцип добра е прогнозата, колку и да е тешко тоа проширување, таа хидронефроза, бидејќи имате резервен бубрег со којто подоцна може компензаторно да ја на извесен начин замени функцијата на оној кој што е инсуфициентен и недостасува. Значи, дел од тие деца, негде 15-20%, хидронефрозите се повлекуваат. Посебно тие помалите хидронефрози, прва, втора степен. Зад оние хидронефрози, проширувања кои што се на каналниот систем, значи поизразени, се крие некоја аномалија. Која точно аномалија ние со дијагностички испитувања утврдуваме дури од која ќе се роди детето. Значи може да се крие безикуретерален рефлукс, може да всушност се работи за обструктивна аномалија. Она што е најопасната аномалија, која што секако треба уште пренатално, ако не да ја дијагностицираме, оно да се посомневаме, е така наречените валвули на задна уретра. Всушност, не заради тежината на маната, се работи за листоци, кои се лоцирани незгодно, стратешката локализација нивна. Значи се лоцирани на уретрата. Тоа е ова цевката завршна, што оди од мочниот меур кон надвор. Наоѓај се тука, тие обструираат протокот на уринат. И тука страда прво мочниот меур, кој што работи, е принуден да работи против пречка, се создава висок притисок во мочниот меур, кој се пренесува на бубрезите, истовремено, значи, страдаат бубрезите и тоа двата бубрега, значи во прашање се двата бубрега. Често пати е во комбинација со бубрежна дисплазија, недобра развиеност на паренхимот бубрежен, и тоа се дел од тие деца, практично оние кои што подоцна во тек на животот завршуваат на диализа. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано со денешната тема, слободно јавете се, ќе бидете вклучени во програма. Да продолжиме понатаму како се поставува дијагнозот како детето ќе се роди. Што се е потребно за да се дијагностицира? Колку се важни тука родителите, односно нивната перцепција на проблемот? Значи, родителите секако дека се важни и битно е да се тие здравствено просветени. Значи, современите родители не треба да бидат неинформирани, тие треба да бидат информирани, и тука е Google прва помош, иако моето искуство со Google е дека проблематично со интернет родители да користи, но во многу така. случаи напротив комплицира работите. медицина, Погрешно интерпретацијата, погрешно разбираат родителите. Како и да е, здравственото просветување на родителите е битен. Некогаш е корисно, бидејќи може да најдат и вакво видео како се зема урина кај бебе во моментов. Е тоа прикажано на кукла, што е еден мощно сложен процес. Не е така едноставно како што изгледа. Цела операција. Ја велам, значи, тука не може да не разберат докторите кои што работат со возрастни. Значи, тие ќе нарачат урина за преглед и не размислуваат. Значи, кај нас е тоа, посебно кај малите деца кои не мократ по команда, еден комплициран процес во кој што целото семејство некогаш треба да биде вклучено. Ова што вие го покажувате е најпрост преглед со самолепливи кесички. И тоа е за обичен преглед на урина. Доволно. Меѓутоа, овој преглед не е доволен ако треба бактериолошко испитување или уринокултура. Ако треба стерилна на ваков начин, ако земете урина и ја пратите на бактериологија, 60 до 70% е контаминиран. Да. И тука се прават многу грешки во интерпретацијата, значи и од страна на родителите, а за жал и од страна на лекарите во примерната заштита. А инаку родителите секако треба да се образуваат, бидејќи одгледување на деца е одговорна задача и може и да грешат. Може и да грешат. За помалку да грешат, сите грешат, меѓутоа за помалку да се греши, потребно е здравствена едукација. И ја тоа од секогаш го зборувам, не знам од кога го зборувам, дека по моје мислење
во регуларното образование, почнувајќи од најрана па и средното образование, треба да се вклучи предмет здравје, како што имаат во некои други развиени земји. Кај нас учат 300 работи, потребни и непотребни, а она што всушност ќе им користи во животот, есенцијално суштинско се пропушта. Имаме двајца гледачи на линија, пред да продолжиме понатаму да ги вклучиме накратко. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден. Добар ден, повелете, кој е вашето прашање? Имам 4-месечно бебенце, кое што поради намален хемоглобин беше потребно да прима капки железо и заедно со железото и витамин С. Се извинувам, не ве слушаме добро, не ве слушаме, ке може од почеток. Да, уште еднаш полека. 4-месечно бебенце, кое што поради потреба за дополнително железо заедно со витамин С, и дававме капки витамин С и железо. Значи витамин С и витамин Д, рековте, така? Железо. Железо. Хипохромна анемија. Добро. Меѓутоа, веднаш наредниот ден по почетокот на давањето на овие капки, многу значително почна да мириса урината на бебето. Па некаде почнам да читам дека можеби витамин С-то може да ја, како да кажеме, наштети, да речеме, работата на бубрезите. Не знам дали може или не може, дали тоа пред витамин С-то или пак железото предизвикува таков мирис кај урината, или пак можеби е нешто со бубрезите или пак некаква бубрежна болест. Так. Ви благодарам што се јавивте. Значи, дали може оваа терапија да предизвика мирис на урината? Гледате, било која храна може одреден мирис да измени. Меѓутоа, не е тоа ништо сигнификантно. Сигнификантно е доколку урината мириса, да кажеме, на кисело, во тој случај може да е ацетон позитивен внатре, па тоа да ве асоцира да не се работи за заболување, например диабетес, кој што оди со ацетон позитивен, или да мириса фекален мирис, како изметот што мириса, фекален мирис, тогаш практично асоцира на уринарна инфекција, значи тоа може да е знак на уринарна инфекција. И има некои метаболички заболувања кои се многу ретки, кои што исто така одат со променет мирис на мочката. Витамин С точно е дека ќе се појави во урината, тоа е аскорбинска киселина, нема никаква штета од тоа. Може малце да ја закисели мочката, ништо практично. Так, значи ништо страшно, мајката може да се смири. Не, сигурно не е. Вие лекувате анемијата. Анемија кај дете од 4 месеци, тоа е најчесто хипохромна анемија и веројатно заради тоа педијатарот и дал препарат на железо и витамин С. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Дали се слушаме? Го имаме гледачот се уште на линија? Да, мислам дека треба да го намалите звукот на телевизорот и да не слушате во слушалката. Повелете, кој се јавува? Мислам дека во текот на емисијата ќе успееме да го вклучиме, а ние можеме да продолжиме понатаму со диагностиката. Стигнавме до собирање урина кај бебеве, можеме макроскопски, микроскопски промени да објасниме што всушност означува проблем кога збориме за макроскопски проблеми. Ми се чини дека родителите најмногу на тоа се концентрираат. Боја, мирис. И треба. Така? И треба. Уште старите народи, значи, ако гледаме старите народи, Египет, Стара Грција, Византија особено, значи имале метод на испитување на урината која што нарекувале уроскопија, уриноскопија. Можеме првата фотографија тука да ја погледнеме. Така? Еве овде е на пример представен лекар од тоа време, Константин Африканецот, и тука се гледа дека пациенти со бокали во кои што има нивна урина доаѓаат на преглед. Така. А тој има, не се гледа добро, тркало во кое што практично ја споредува бојата на мочката, изгледот на мочката и кажува за кое заболување се работи. И се разбира дека ова многу непрецизно, така не е точно. Сигурно дека не е, меѓутоа има нешто што и ден денеска се прави, а тоа е ставате мочката во една стаклена чаша и родителите тоа треба да го знаат. Дали е бистра? И ја гледаат. Прво се гледа каква е мочката, дали е бистра, транспарентна. Значи здравата мочка е бистра и транспарентна. Незината боја е од бледо-жолта до киливар боја. Така. Значи, во зависност колку е концентрирана. Например, утринска мочка која ќе прегледате, таа е потемна.
И тоа само докажува дека бубрезите добро функционираат, концентрираат, имаат добра концентрациона способност. Обратно, кога пие повеќе течности детето, мочката е бледа по боја. Меѓутоа, некогаш знае да биде заматена, и тоа може да укаже, и родителите тоа треба да го знаат, може да укаже на заболување, се разбира во контекст на присуство на други симптоми и знаци за заболување. Так. Значи, зад матна урина, што може да се крие? Може да се кријат бактерии, леукоцити во уринарниот седимент, но не мора. Може да се работи за концентрирана мочка во која што има многу соли, урати и други соли, оксалати. И има еден многу едноставен и волшебен начин во кој што самите они може да се ориентираат. Значи, капнете во таквата урина ацетоцетна киселина. Например, Така? ташната. Тука? Да, не е тоа. Значи, Се случува, така? капнете во урината оцета, Така. ацетоцетна киселина, доколку се работи за соли, ќе се избистри. Така. Ако се работи за инфекција, нема да се избистри. Така. Урината може по изглед да биде розова, може да биде црвена, може да биде темно кафеава. Така. Значи, бојата на урината може да е променета и тоа може да укаже на болест. Така. Например, ако е розова боја, и тоа е чест наод, особено кај бебиња. Често пати ви доаѓаат вознемирени родителите и тврдат дека децата им мочаат крв. Меѓутоа, кога вие ќе го прегледате, таквата мочка која ќе прегледате, ќе видите дека нема крв, а всушност се работи за концентрирана мочка во која има многу урати и тие практично пелените ги бојадисуваат, обојуваат пелените, прават петна кои што имитираат крв во мочката. Така. Мочката може да биде и црвена, може да биде и темно кафејава, како чај, се споредува со вода во која што е миено месо. Значи, такви имаме споредби за изгледот на мочката и сето тоа може да означи крв. Значи, еритроцити во мочката или слободен хемоглобин или миоглобин. Значи, заболувања. Но, ако некој јаде многу цвекло, значи му прави сокови од свекло, исто така или капинки. Така, може да е обој. Да, може. Или некои лекови. Исто така. Портокалова боја сретнуваме, да кажеме, при хепатит, кога има билирубин. Значи, не индиректен, туку директниот билирубин кој што се излачува во мочката и ја бојадисува со портокалова боја. Така да бојата на мочката секако, дека и изгледот и бојата, макроскопскиот изглед, во голема мера не ориентираат, меѓутоа тоа не е доволно, се разбира, се прават хемиски анализи и тоа можеби е згодно ова да ви го представам. Значи, ова го знаат сите, многу е практично. Тие се ленти за ленти за хемиски преглед на урината. Значи, имате лента, која што значи, во таа урина, свежа урина, тази урина земена, ќе ја натре ќе ја ставите, ќе ја потопите и потоа споредувате квалитативно промена на бојата. Може да прикажам јас, значи, еве како тоа изгледа. Значи, со споредба на боите, на обојувањата, всушност може да се види дали има некакви и тоа, гликоза може, ќе видите пеха на урина, ќе видите дали има значи дали има шекер. Кој е пеха на урина? Аскорбинска киселина ќе ја покаже мајката. Ќе покаже нешто што нас многу ни е важно. Нитрити, реакција на нитрити и леукоцитестераз. Леукоцити и нитрити. Значи нитрити означуваат бактерии, ако е позитивна реакцијата. Леукоцити присуство на леукоцити. Ако двете се овие позитивни, имате заматена мочка, ете ви ја дијагнозата уринарна инфекција веќе е јасно. Имаме двајца гледачи на линија, имаме многу малку време, би ги замолила да бидат концизни, да бидат кратки и јасни, за да можеме да ги одговориме двете прашања. Добар ден, повелете кој се јавува. Добар ден, дали се слушаме? Имам 7-месечно бебе, има 2 месеца, како престана да пие вода, значи морам со шприц да ја дадам да пие. Дали тоа може да предизвика некој проблем кај бубрезите? Така. Првото прашање е дали го доит. Да, дали го доит.
Ако го доите, воопшто нема потреба да давате течности дополнително. Освен во некои периоди кога е многу жешко. А сега не е таков период. Значи, вашето млеко практично ги задоволува не само нутритивните потреби, туку и така наречените хидрични потреби. Потребите од вода. Значи, да не се секирате. Еден индикатор да се смирите самите. Дали детето моча и дали обилно моча? Така. Дали сте се уште тука на линија? Така, значи, дали порените се полни? Гледајте, ако се полни, ако моча детето, значи доволно пие, од тоа поголем знак немате. Значи, бубрезите, доколку нема доволно вода, доколку е жедно детето, веднаш реагираат тие, намалуваат количеството на мочка и таа мочка што практично се уринира е концентрирана, темна по боја. Ако моча обилно, ако е бледа мочката, незиното млеко надополнува се. Така, нема простор за грижи. Имаме уште еден гледач на линија. Дали може го вклучиме? Не. Се исклучи? Нема. Мислам дека повеќе и немаме време. Сосема на крај еден краток совет како родителите да постапуваат во вакви ситуации доколку се посомневаат, дали тие самите да направат на ваква анализа, да ги однесат децата мали на педијатар. Па гледате, претерано е се од родителите да бараме хемиски да испитуваат мочка, иако ние во одредени заболувања, кај што се повторуваат одредени проблеми, ние и ги учиме. Ги едуцираме родителите и дома имаат вакви стикови за ориентација. Меѓутоа, ова го има во практично секоја амбуланта, во примарните амбуланти кај педијатрите. Родителите треба да се посомневаат ако детето има проблем во изгледот на мочката, објаснив што е тоа, ако има проблем во мокрењето, миктурацијата. Значи, нормалниот млас на мокрење е убав, силен млас, кај машките деца, не е испрекинат. Девојчињата мочат исто така во широк млас, не е испрекинат. Меѓутоа, ако има испрекинат, тенок млас, задолжително веднаш да се јават на лекар. Ако има поголемите деца, да се жалат, не може да се мочат, зачестено мочат, значи ги боли кога мочат. Тоа е уште една причина веднаш да се јават на педијатар. А оние температура нејасна е најчестиот знак во таа возраст. Значи ништо од ова не мора да има. Никакви симптоми. Доволно само температура да има, тогаш веќе треба да се посомневат. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Се надевам дека ќе се видиме во уште една пригода, бидејќи ова е една неисцрпна тема. Ви благодарам што не следевте со внимание. Следете на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.